11 лица се приведени, меѓу кои сопственикот на РКМ Радко Капушевски, сопственикот на Пуцко Петрол, Асмир Јаховски, син на пратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски, за сомнителни набавки на деривати. Освен приведените во кривичната пријава е офатен и поранешниот директор на ИСМ Васко Ковачевски, кој е во бегство и се бара со меѓународна потерница за случајот Адетив. Офатен и уште еден поранешен директор на ИСМ Адријан Муча, кој е во притвор за истиот случај. Предмет на истрага е и фирмата РКМ, како и Ерџан Сулковски, кој од поранешен вработен во Пуцко Петрол стана еден од нејзините сопственици, заедно со Капушевски. Претреси се извршени на повеќе локации во Скопје, Битола и Кичево. Во рамки на акцијата лишени од слобода се 11 лица, едно лице е недостапно за органите на прогонот и едно е со мерка притвор. До сега од извршените претреси пронајдени и одземени се документација, 5 мобилни телефонски апарати, околу 1500 парчиња амуниција од различен калибар, 2 пиштоли и 3 патнички моторни возила. Кривичната пријава против вкупно 13 физички лица и фирмата РКМ е поднесена за злоупотреба на службена положба и овластување и за перење пари. Истрагата е насочена во 3 правци. Првата е начинот на добивање на јавните повици за набавка на мазут, распишани од ЕСМ преку честото менување на тендерските услови за да се фаворизира понудувачот РКМ. Се истражува и начинот на складирање, начинот на испорака и злоупотреби при овие фази од набавката на мазутот, која беше во висина од повеќе десетици милиони евра. Овие наводи беа дел од новинарските истражувања на емисијата Код на Телма за одвивање на јавните повици, како се пријавувале складишта кои не ги исполнувале условите распишани со јавниот повик. Код го откри и прикажа начинот на формирање на високата цена на транспортот на мазутот, кој се плаќа исто така од буџетот, но и така наречените полнокни испораки на мазут во ТЕЦ Неготино. Вториот правец на истрагата е проверката како за јавниот повик е добиена банкарската гаранција за РКМ, затоа што таа фирма немала доволен финансиски капацитет и не прикажувала високи приходи. Третиот правец на истрагата е утврдување каков квалитет бил мазутот кој се увезувал и дали ги задоволувал еколошките критериуми. Постојат сомнежи за големо влијание врз животната средина и здравјето на луѓето, бидејќи на почетокот на рестартирањето на ТЕЦ Неготино, за да произведува струја од мазут, имаше случаи кога филтрите на погонот се заглавувале од валкан мазут. Дополнително се истражува дали цистерните испорачале само мазут или биле дополнувани со вода, после што не биле проверувани. Со истрагата се офатени и неколку возачи.